Арсовска назначи нов директор на комунална хигиена, со предпријатието ќе раководи Александар Јовановски. На позицијата доаѓа од град Скопје, како инспектор во секторот за инспекторат, а претходно искуство имал и во секторот за локален економски развој. Александар има повеќе годишно искуство во приватниот сектор во трговија, како раководител на организацијска единица, а со работен ангажман во Сдружение за заштита и унапредување на животната средина, работел на реализација на еколошки и општествено одговорни проекти, велат од градот Скопје. Јовановски беше и сведок на Арсовска на судењето против Љамалари за нападот на градоначалничката во Чаир. Новиот директор го чекаат многу обврски, е веројатно малку време, и една од првите работи што ќе треба да ги направи е да обезбеди нафта за комуналните возила кои го собираат ѓубрето. Во моментот во комунална хигиена има некаде околу 7 до 8 тони нафта, која што според проценките на вработените од оперативниот дел во комунална хигиена ќе им бидат доволни за наредните ден до два. Освен горивото има и други потребни јавни набавки кои што треба да се извршат за да може истото да функционира. Според сознанијата кои што ние ги имаме, има околу 80 на возила кои што се во возна состојба. Управниот одбор на комунална утрово побара од Арсовска итно да постави нов директор, бидејќи во спротивно таа ќе биде одговорна за алармантната состојба со одржувањето на хигиената во Скопје. Градоначалничката вчера побара управниот одбор да именува нов вршител на должност и се повика на Законот за јавни предпријатија. Но како што објави Сител, во статутот на комунална стои дека единствено градоначалникот може да го стори тоа. Ова доаѓа откако поранешниот директор Рустеми си даде оставка од морални причини. Тој и управителот за отпад на предпријатието добија 30 дена притвор поради несобирање на ѓубрето во Скопје. Им се заканува затвор од 1 до 10 години. Мартин Арсов, Сител телевизија.